Слушнете на Около FM. Здраво, другарчиня! Здраво, дечиня! Здраво, тинейджери! Здраво, млади възрастни! Здраво, възрастни! Летен поздрав до сите кај и да сте! Сладоледи, прошетки, капење во езеро, море, када, базени и двор. Како било, каде било, лето топло, забава во вила. Кога врнеше и имаше торнадо во битола и гром до луѓе во Охрид, звучеше страшно. Кога би ја прашале природата, што би ни порачало да ја слушнеме? Мислам дека воопшто не го познаваме јазикот на планетата Земја, нашиот дом. Многумина ми велат, тоа е детска емисија. Па оваа детска емисија треба да ја слушнат и возрастните. Како инаку ќе ги промениме кон подобро? Ако само ние децата и младите возрастни се зборуваме. Овој пат продолжуваме да патуваме до Гана, Африка, до посебните деца и луѓе, до литературниот јазик, до психолози, до стихови, до кајсум, до раскази, до доктори за животни. На многу места и состојби ќе отидеме. Слушнете не и следете не, да се разбереме. Sama na bregот se сончев и молчев. Го видов негово гужвата летна и само една мисла во миг ми светна. Песочна морска плажа, каде палми чуват, ветра стража и бродови пловат, а момчиња девојки ловат. Во плесок морскиот дракон сончев, сама на брегот се сончев и молчев.
Сега ќе ви прочитам една песна од еден Facebook портал кој се вика Супер мама. Се распрашавме, тоа е супер мамата Љупка Јошевска Атанасов. Мама, јас ноќе кога се будам, каде сум се чудам, од страв целото треперам, се плашам и мачам. И не ми преостанува ништо друго, освен силно да плачам. Сакам само да те гушнам и звукот на твоето срце да го слушнам. Та јас само твојот глас и мирис ги знам. Мама, ти си ми се што познавам. А и гладна сум, мама, но не знам како да речам. Затоа гласново плачење не можам да го спречам. Извини што заради мене по цели ноќи не спиеш и утредента уморот не можеш да го сокриеш. Но ти си ми, мама, се познато. Ти си ми се најмило. Ке пробам да ти се насмевнам, за да ти покажам дека те сакам најсилно. И нормално мојата мама ке си ја гушнам, се тоа скушнаце си ги своите мами. Ќе се посмееме со некои интересни во наводници јазични решенија кои се користат на телевизија и на интернет. Понекогаш се прашувам што сакаат да кажат со некои реклами. Серии со синхронизација на македонски јазик. Во заграда. Поточно скопски
македонски јазик кои не потекува со тоа ли, можеш ли, сакаш ли, што ли значи ли, преводи за некои емисии на кабелските телевизии и така натаму. Јас имам мини лекторка и се трудам најдобро што знам. Постојано се советувам со возрасни кои го владеат и знаат литературниот јазик, бидејќи сакам мојата емисија да го негува македонскиот литературен јазик, а да другарува и со сите други јазици. Албански, турски, англиски, српски, хрватски, словенечки, холандски, фламански, шпански, баскиски, јазикот тви од Гана, германски, украински и сите јазици на кои зборуваат моите соработници. Во нашата рубрика Јазици за ќош ќе истражуваме примери кои можеби не се за петка по македонски јазик. Слушнете ги! Контекст. Телевизиски маркетинг за продажба на производи за купување од дома. Wondercore фитнес права. Ова ме асоцира на Wonder Woman. Сигурно многу брзо трчала. Делимано Joy кунски сечкор Pro. Значи професионален бил овој кунски сечкор. Делимано Air Fryer Pro апарат за готвење. Леле, ама многу фраер бил овој. Робос спреј Мор Джогер со систем за распрснување. Леле, овој многу джогирал. Леле, колку тажен сум. Кому ли да раскажам? Та толку голема и највисока во свет, а јас метро и желем. Си од светло љубовта, не знае за граница. Сите знаат, а не и ми рече малече, ти си како на престол. Како ли јас да пораснам, се до небо, се до звезди високо. Не ја да ја надраснам и да реча малечка, ти си мала путличка. Како ли јас да пораснам, се до небо, се до звезди високо. Не ја да ја надраснам и да реча малечка, ти си мала путличка. Јас го знам, сакам да пораснам голем, да не бате бак, колка мурдина бате бак, галине момки си пораснам голем. Сакам голем, голем. Тато вели почекај, дојдо да те наврне, снего да те развее, сонце да те угрее, така си те растеле. Како ли јас да пораснам, се до небо, се до звезди високо.
срасните кој работи за децата. Замислете! Здраво, другарчиња, јас сум Ноила, а психологот Христина Стефановска ни раскажува како да се справиме со емоциите. Зајчето ушко, пријателите, групата насилници од кои му е страв. Бррр! Сончка, мешко, ушко, летко, сите со своји чувства, стравови, радости, љубови. Ве поздравувам од Охрид, а ова е Слушнете на Уку FM. На Ушко му е страв од групата насилници. Училиштето на Ушко и неговиот дом ги дели само една улица. Ушко секој ден само оди и се враќа од училиште, а мама зајчица му приготвува сендвич со црно лепче и зеленчук, спакувано во специјална кутија за храна. Во одделението има група деца кои својата ужина ја купуваат во блиската пекарница. А кога ќе се вратат во училницата, седнуваат околу Ушко и честопати му кажуваат погрдни зборови. Ушко многу се плаши од нив и поради тоа дома се бунтуваше дека не сака да ги јаде сендвичите на мама. Еден ден групата ученици седнаа до него, додека тој ја јадеше својата ужина. До кога ќе јадеш како бебе? Ха-ха-ха-ха! Се смееше лисецот крал. До кога мајка ти ќе ти приготвува храна? Дофрли друг соученик. И до кога ќе го носиш сандвичот во оваа смешна кутија? Кр, кр, кр. Се клештеше кртот Боб. До кога ќе јадеш само моркови? Хи-хи-хи-хи. Се кикотеше рисот Мов. Ушко молчеше и не им одговараше на прашањата. Одеднаш лисецот крал скокна и му ја грабна кутијата за храна на Ушко, па почнаа да си ја продаваат со другите соученици. Ушко веќе се вцрви целиот, ги стегна зъбите, широко ги отвори очите и ги крена ушите и почна да скока за да си ја врати, за да си ја дофати кутијата. Ежето Мишко веднаш трча да ја повика учителката Ружа. Ушко едва и раскажа на учителката што се случило. Откако таа ги сослуша сите, му рече на Ушко да земе лист хартија и да ги испише сите лоши погрдни зборови што му ги кажаа учениците. Потоа ги повика Ушко и лисецот крал пред таблата. На сите ученици им кажа дека ќе играат театар со менување улоги. Зајчето Ушко требаше да го одглуми лисецот крал и обратно. Повика уште неколку ученици кои ќе учествуваат во театарот и представата почна. Ушко и другите соученици почнаа да му ги упатуваат истите зборови на лисецот крал. Му ја зедоа кутијата за храна и почнаа да си ја подаваат меѓу себе. Лисецот скокаше да ја фати кутијата, но не успешно. Кога се измори од скокање и обидување да ја фати кутијата, застана и рече: "Се откажувам, не можам веќе, се изморив." Тогаш учителката Ружа им прииде и го праша лисецот крал: "Како се чувствуваш сега, лисецо крал?" "Нема књо," одговори тој. "Се чувствувам многу лошо и ужасно." "А ти, Ушко, како се чувствуваш ти сега?" праша учителката. "Мокно, но и засрамено. Не би сакал да се најдам во ваква улога во реалност." "Сега искини го листот со погрдни зборови и стуткај го и право во кантата за отпадоци.
Секој од вас потребно е да му покаже со мимика некој знак во чест на другарството што треба да го создаваме и негуваме. Лисецот крал ја стави раката на рамото на Ушко, а Ушко само му кимна во знак на простување. Ова насилно однесување веќе нема да биде дел од нашето одделение, рече учителката Ружа. Представата заврши и сите аплаудираа. Многу повеќе во целата емисија. П-О-С-Е-Б-Н-И. Посебни. Деца, посебни деца. Посебните деца, кои светот ги нарекува деца и луѓе со посебни потреби, а јас ги нарекувам посебни и во однос на посебните, и во однос на потребите, но и во однос на нивните специјални моки. Тоест, атипичните се секогаш во оваа емисија. Тие имаат најсилно постоење и најнежен повик за слушнете, упатено до светот на возрастните. Не верувам дека многу се слушнати, но она што јас го сакам да го направам е да го запознам светот и така барем ќе знаат дека се почитувани и сакани. Секоја емисија научуваме нови термини неопходни за да се разбереме. За овој пат го имаме
Тригер! Не тигър, не трилер, туку е тригер! Тригер на английски trigger. Отличниот речник Мериам-Вебстер го дефинира тригерот како именка и како глав. Како именка, тригер значи предмет кој представува лос. Механизам преку кој се активира нешто. Например, чкрапалото над пиштолот. Пау, пау, пау! Најглупавата игра на светот. Пиштолот не се користи за друго ништо, освен за убивање. Возрастни, слушате? Тригер како глагол е транзитивен глагол кој значи иницира, поттикнува, активира. Ние тука го разбираме како иницијатор. Иницијатор. Силна, интензивна и најчесто негативна емоционална реакција кај некого. Овој збор почнал да се користи во 1691 година. Кога се пукале со пиштоли, каубојците претпоставувам. А како транзитивен глагол во 1916 година не ја видам точката. Затоа во некои емисии на почетокот најавуваат дека има силни звуци или многу светкања, и многу светкања со блиц кои може да поттикнат негативна реакција. Епилептичен напад и слично. Добро е да се знае. Додуша, на секој од нас нешто такво му смета, во поголема или помала мера. Нашиот дигитален речник на македонскиот јазик не го вбројува тригер како македонски збор, иако се користи во секојдневниот говор и во психологијата, но ги нуди поттикнувач и иницијатор како соодветни. Дождот, лаењето на кучиња и кукурикањето на петли се непријатели на малиот Лука. Волшебната мама Ирена ни кажува за тригерите кај нашиот син Цвет Лука во напис за порталот на мајка и дете, каде раскажува за преубавата песна која ја слушнавте во минатите емисии со наслов Извини дожд. Оваа песна е напишана од мене за Лука. Девојчето кое рецитира е Ноела. Мене, јас, Ноела. А песната е на некој начин најава за моето и гостувањето на мојата керка Јована и синот Лука во радио емисијата на Около FM. Слушнете не! Јас, мојата емисија! Ноела е водителка на оваа детска емисија и стовремено керка на мојата пријателка. За мојата мама збори, јуху! Песната ја напиша во момент на длабока тага. Бевме на село, врнеше, а на многу дечиња како Лука им пречат капките дожд на нивната коса, кои ги чувствуваат како туѓо тело и тоа ги вознемирува. Многу плачеше и не бев во можност да го смирам, иако пробав безброј алтернативи кои да тогаш успева. Тригерот дожд кај Лука е со иста јачина како лаењето на кучиња и кукурикањето на петли.
се чувствував безпомощно, додека ја гледав неговата безпомощност и борба со себе. Таму бев, а не можев ништо да сторам. Колку тешка е ситуација. Мајките сакаат да си ги смират своите дечиња. Секогаш и на сите начини. Тогаш добив инспирација за песната и кога тој конечно се смири и легна како ранет лав, совладан од себе, јас останав на балконот. Го гледав дождот и му кажав многу со помош на пенкало и лист хартија. Вели оваа мајка која е активна и преку нејзиното Сдружение на психолози за стручна и морална поддршка на деца и возрастни Рилука Битола. Од нивното литературно читање со книжевност до свесност за поинаквоста добивме бројни сознанија за посебните деца. Извини дожд, не можеш ти да врнеш колку што јас можам да плачам. Родот кој го полеваш не е твој, нити се твои полињата и житата. Котлините ја имаат реката за да ја згасне нивната жед. А мојот син Цвет ме има мене. А јас сум цвеќенце што те има тебе, моја мама. Да ме полеваш со љубов преткаена од нечуен плач, со надеж недозгасната, со вера која ја губиш и пронаоѓаш, со вина што ја напушташ. Иако детето би рекло, гушни ме мамо и само биди до мене. Мојот син Цвет Твојот син Цвет никогаш не ќе биде црвен, нити розев, Но мој род но твој род и пород е. И баш ми се допаѓа мојата боја. Извини дожду, ти можеш да ги намокриш стапалата, но не душата, како тој мене и јас нему. Извини дожду, не можеш ти да врнеш колку јас што можам да плачам. за мојот син Цвет Лука. Извини сонце, не можеш ти да сияеш колку јас што можам да ја гријам мојата мама. За мојата волшебна мама, Лука. Јас сум Ноела, а ова е слушнете од и за посебните деца. Ночите смирени, светлините згаснат, водопите постели, дечињата распат. Ночите смирени, светлините згаснат, водопите постели, дечињата распат.
за посебните деца, кажува психологот Ивана Георгиевска. Слушнете не! Најпрво здраво на сите, да ви се представам. Јас сум Ивана Георгиевска, психолог во здравствен дом Бутела и активен член во Сдруженијето Рилока. Кога размислуваме за децата со попреченост, првото нешто што повеќемина го помислуваат е дека тие се различни. Точно е дека децата со попреченост имаат различни потреби, но зарем сите деца немаат исто така различни потреби? Секој дете е посебно. Децата се развиваат различно. Сите тие имаат своји посебни лични карактеристики, различни силни страни и на сите им е потребна различна поддршка за да го остварат својот потенцијал. Градењето атмосфера каде што детето ќе се чувствува присватено со сите негови особености е единствениот начин да се отвори кон светот. Тоа нема да се почувствува прифатено ако ние цело време се трудиме да го модификуваме неговото однесување без да ја земеме во предвид неговата функција. Тие сонуваат принцови, тие мали клинцези, а толку принцови нема, сите да станат принцези. Јас сонувам Снежана, а таа ниту погрешка, не ме ни гледа ни рецка, не сум калибар за Снежка. Јас не сум принцовајка и немам кралица мајка, зар треба да ми е жал што не е татко ми крал. Јас не сум принцовајка и немам кралица мајка, зар треба да ми е жал што не е татко ми крал. Велнео ултра слим шијацу масажер. What? Вок Макс тренд старки. Вок Макс тренд глитер старки. Море се шминкале старкиве. Јас не сум принцовајка и немам кралица мајка, зар треба да ми е жал што не е татко ми крал. Опасна клинка е Снежана, живела супер клинцеза, ама на куково лето Снежка ќе стане принцеза. Јас не сум принцовајка и немам кралица мајка, зар треба да ми е жал што не е татко ми крал. Јас не сум принцовајка и немам кралица мајка, зар треба да ми е жал што не е татко ми крал. Зар треба да ми е жал што не е татко ми крал. Што се треба да знаеме за посебните деца и за нивните семејства? И која е нашата улога за подобар свет? Семејствата на овие деца имаат потреба од поддршка и помош од општеството во подигнување на детето, дополнителното разбирање во специфичните облици на поддршка. Тие секојдневно се среќаваат со разни проблеми, како предрасуди, традиција, недостаток на услуги за третман, остварување за правата на детето. Од тие причини им се потребни совети, адвокатни информации и психолошка поддршка која ние секојдневно ја нудиме. Програмите за работа со овие деца треба да бидат добро разработени, мора да бидат строго индивидуализирани
прилагодени според степенот на оштетување и развојот на отделни функции. И на крајот се сведува на љубов и многу трпение. Може би не сум добар во воспоставување контакт со очите и во водење разговор, но знаете дека сум искрен, не ги осудувам луѓето, не лажам кога играм карти со другарите. Бидете мој пријател, поддршка и ќе видите колку можам да постигнам извадок од дете со аутизам. Слично како нашиот пријател Сем. Тој пронајде 95 начини како да подготвиш јајца. Понекогаш еден збор му се заглавува во мозокот, во заграда. Мене често некоја песна ми се врти и не изрегува. И така знае додека сите јадат или си зборуваат нешто, тој да го извика заглавениот збор. Сем ја извика Џулија, неговата терапевтка. На својата девојка се ми кажа: многу си убава. Таа му рече: благодарам, но јас од секогаш мислев дека носот ми е малку поголем. Тој ја одговори: но останатите делови од лицето надоместуваат за тоа. И ти си убава. Ха-ха-ха, искрено, а комплимент. Кога Сем е во гласно и непознато место, тоа е премногу за него. I can't think, I can't listen, I just freeze. Не може да мисли, не може да слуша и едноставно се блокира од тие тригери. Затоа си најде мало решение. Секаде оди со слушалки кои го запираат звукот. Оние како на градежниците или рударите. И функционира, му помага. А дали знаете како ги викаат децата со нормален развој? Неуротипични. Делимано 03 булет, 3 делен сет со црна боја. Не разбирам. Делимано Џои апарат за слут. Па јас ја имам мама, наместо Делимано Џои апаратот.
Hi, Niela. Mindindi lavish. Madam for no pa Niela. Yourself free Ghana. Speak national. Чек. Да си я подесам фреквенцията. Имаме сигнал от Африка! От Гана! Се зборува на английски и на язикот Тви. Јупи, се поврзуваме со Гана. Тоа е држава во Африка. Нашиот Иван Старко, кој беше студент на мајка ми, а сега е во Франција, направи конекцијски мост. И слушнете не! Здраво, Ноела! Моето име е Ама Лавлиш од Гана. Би сакала да ми бидеш пријателка. Слушнете не! My name is Amajad. My name is Amaya. My name is Krista Samara. We are watching you live from OFA. We all love you. We say bye-bye. My name is Priscilla. I watch you live from OFA. I am from Ghana. I love you. Bye-bye. And I love you, my virtual friends. И аз ви сакам вас, мои виртуелни пријатели. A kiss for Emma. Бакнеш за Ема. Give me 5 for Bernard. Да пукни за Бернард. A nice wave for Elizabeth. Убаво мавкање за Елизабет. A hug for Afari. Гушка за Афари. Dance for Bing Bong. Swing танц за Bing Bong. A star jump for Priscilla. Звездено скокче за Присила. And the biggest hug for Evans, our bridge. И најголемата гушка за Еванс, нашиот мост. We are watching from Google FM. We are from Ghana. We all love you. Bye. Challenge time! Време за предизвик! I am sending you my friend Бувко. Јас ви го испраќам мојот пријател Бувко. Дали може, драги мои другарчиња од Гана, да пробате да ја преработите нашата песна Too Cool for School? Please try to recreate the song Too Cool for School. Yo, Noella, I love your umbrella, but you aren't at school, so there are no rules. How are you, my teacher? I'm Miss. Bufka studied the routes and is ready to fly to Ghana. And it's ready to fly to Ghana. Bufko ја проучи мапата и е спремен да лета до Африка. And my peacock says to my friends in Ghana, from Noella, from Macedonia.
name of my school is grade 10 preparatory school. I am in primary 4. That is the end of our song. Hi, Bella. Suits na tele. Bye-bye. Nema problemi da imam, duri od kraja na svetu, poraka možem da primam. Ovo je čudesno vreme, internet tukaj, ajde, samo što tato go čekam i go moram kompjuter da mi najde. Daj nam pismo ke pratam, sada ja doznaj zore, no nema ko ušte me čini, pismo to vošiše po more. Ova je čudesno vreme, vreme naumite glavi. Ova je čudesno vreme, sekoj može čuda da pravi. Ova je čudesno vreme, vreme naumite glavi. Ova je čudesno vreme, sekoj može čuda da pravi. Koraka možem da pratam, nema problemi da imam, duri od kraja na svetu, poraka možem da primam. No šteta što nemam kompjuter, džabe što ima ta zore, pismo to ušte go krijam, ide ti nemam ni more. Ova je čudesno vreme, vreme naumite glavi. Ova je čudesno vreme, sekoj može čuda da pravi. Daj nam pismo ke bratam, sada ja doznaj zore, no nema ko ušte me čini, pismo to vošiše po more. Ova je čudesno vreme, vreme naumite glavi. Ova je čudesno vreme, sekoj može čuda da pravi. Ova je čudesno vreme, vreme naumite glavi. Ova je čudesno vreme, sekoj može čuda da pravi. Ova je čudesno vreme, vreme naumite glavi. Ova je čudesno vreme, sekoj može čuda da pravi. Dragi gledači, slušatelji i sledači, imame vodvrena vest od doktor Loren. Той го зборува јазикот на животните. Знае да ги разбере, да им помогне и да ги излечи. Одиме во неговата ординација за да ја дознаеме најновата вест. Ќе ви дада мала помош. Му, му. Јас сум Ноела, во живо од студијето на Слушнете ме! Лорен, повели. Здраво, Ноела. Јас сум Лорен, докторот на животните. Како што имаме читано во книгите за доктор Овболи и доктор Дулитл, и јас им помагам кога се болни и ги лечам за да не се. Ама исто така и ги советувам собствениците
како нивните миленичина и домашните животни, што ги одгледуваат да бидат здрави и живи. Имам најново доживување. Ова е кравичката Мулка. И вчера неа и помогнав да си роди не едно, туку две теленца, братче и сестриче. И ги нарековме Мукло и Мусло. И животинчињата имаат глас и став, ама не е како на човечкиот. Но јас го разбирам и тие ми велат, слушнете не. Па ете, те поздравувам. Вчера знаев се по биологија, глава пуна ко енциклопедија. Така рече па и професорката, пресна оди си на преглед кај докторката. Вчера знаев се по биологија, глава пуна ко енциклопедија. Така рече па и професорката, пресна оди си на преглед кај докторката. Магаре, ето што крши прозорец, гавранот е поцан после секој кец. Слонот јава нова право смукалка, свињата си игра дома кошарка. Магаре, ето што крши прозорец, гавранот е поцан после секој кец. Слонот јава нова право смукалка, свињата си игра дома кошарка. Првите животни битни биле ептен првобитни. Првите животни битни за мене се многу ситни. Мама вели, јас сум главен и во светот ќе сум славен. Животно од прва лига, кога јаде везден ждрига. Знам на мама и се многу помошни. Кога вика не ги вади од уста, се си знае, ни едно не пропушта. Јас вчера знаев се по биологија, глава пуна ко енциклопедија. Така рече па и професорката, пресна оди си на преглед кај докторката. Магаре, ето што крши прозорец, гавранот е поцан после секој кец. Слонот јава нова право смукалка, свињата си игра дома кошарка. Магаре, ето што крши прозорец, гавранот е поцан после секој кец. Слонот јава нова право смукалка, свињата си игра дома кошарка. Магаре, ето што крши прозорец, гавранот е поцан после секој кец. Слонот јава нова право смукалка, свињата си игра дома кошарка. Магаре, ето што крши прозорец, гавранот е поцан после секој кец. Слонот јава нова право смукалка, свињата си игра дома кошарка. Првите животни битни биле ептен првобитни. Првите животни битни за мене се многу ситни. Мама вели, јас сум главен и во светот ќе сум славен. Животно од прва лига, кога јаде везден ждрига. Другарчиње, завршуваме. Благодариме на сите соработници и особено на тајните агенти на возрастите кои работат за децата. Следете ни на Facebook, а во плейлистата на YouTube ги имаме сите емисии и интересни кратки видеа. Проследете ги, за вас се направени. Гушнете не и слушнете не! Со вас беа тонска реализација Љупчо Цветковски, главен и одговорен уредник на Укло ФМ магистар Сонја Тантарова Груевска и јас, Ноила Нечковска, од Елпида Караманди Битол. Големо поздравче!
Moja dušice, dušo najmila, oči zeleni što si sokrila. Moja dušice, što si rumena, kakva tajna kriješ dušo, ružo crvena. Došť dok lije, gradok spije, a ja snemam son. Da li sonce toke dojde, ako tvoj dom? Samo jedan zbor i jedan zrak na lice tom, i na nebo ke se javi vinožitom. Utrem mora da i kažem, prekrasna si, ne te lažem. Moja dušice, dušo najmila, oči zeleni što si sokrila. Moja dušice, što si rumena, kakva tajna kriješ dušo, ružo crvena. Moja dušice, dušo najmila, oči zeleni što si sokrila. Moja dušice, što si rumena, kakva tajna kriješ dušo, ružo crvena. Što da rečem, da ja sprečem, da ne taguva, koga ne znam što ja mačim, što ja radila. Bara nežen zbori, jedan zrak na lice to, za na nebo da se javi vinožitom. Utre mora da i kažem, prekrasna si, ne te lažem. Moja dušice, dušo najmila, oči zeleni što si sokrila. Moja dušice, što si rumena, kakva tajna kriješ dušo, ružo crvena. Dušice, što si rumena, kakva tajna kriješ dušo, ružo crvena. Kakva tajna kriješ dušo, ružo crvena. Uklo FM Bitola, juli 2021 godina. 24 časa sekoj den na 90,8 Uklo FM Bitola.